Почитувани, пред 20 на дена Владимир Талевски се пофали со награда за најдобра општина и најдобар градоначалник, добиена од некаква институција со звучно име Европска бизнис асамблеја од Оксфорд. И како и за многу други работи, и овој пат градоначалникот се обиде да ни продаде ветер и магла и да ги скрие фактите. А тие се следните. Европската бизнис асамблеја е приватна компанија, формирана од украинецот Иван Спасов, регистрирана во Британија во Оксфорд. Со престижниот универзитет, заедничко им е само местото каде се регистрирани. Неговиот татко, Антон, е директор на иста ваква академија, ама тој во Украина, ама таму името е лидери на 21 век. За добивањето на награда од оваа приватна компанија, која го награди Талевски, постои ценовник. И секој кој ја добива наградата мора да сноси определени трошоци. Ова е ценовникот во кој се утврдени цените која награда колку пари кошта. Во регионот наградата ја добиле многу институции и сите си платиле пари. Водовод и канализација од Суботица платил скоро 8.000 евра, а град Белград 12.000 евра од буџетот во градот. Ова се документите кои потврдуваат дека градот Белград платил 12.000 евра, а јавното предпријатие Водовод и канализација од Суботица 8.000 евра за да ја добие истата оваа награда. Во Србија награди добивале и Мегатрend, Фармаком, Акс Експрес, Екотерм 2001, а во Босна Аперион, Слобомир, Универзитетот во Травник, болницата во Сараево, Призма и слични компании. Наградите од оваа академија ги добиваат фирми и поединци најчесто од Југоисточна Европа, Африка и Азија. Во интерес на вистината и со цел граѓаните на Битола да добијат вистинска информација за тоа зашто добивме награда, ги поставуваме следните прашања. Во која конкуренција ја добивте оваа така наречена награда и од кој сме подобри за да добиеме вакво звучно признание? Колку изнесуваат трошоците за наградата? Колку изнесуваше акредитацијата, колку присуството на манифестацијата? Како остваривте контакт со оваа академија и чија беше идејата за да се учествува на еден ваков надпревар? Знаете ли дека постојат фирми од овој регион кои ја одбиле наградата затоа што им побарале пари за нивното учество? Дали наградата е платена со пари од буџетот на општината или некој друг ја платил? Почитувани од ВМРО ДПМН, ве замолуваме наместо празниот текст кој ви е спремен за секоја пригода, да се потрудите да ни одговорите конкретно на прашањата.